9 јуни, понеделник, добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на дебатната 24 анализа. Во интерес на времето одам веднаш со најава на соговорниците. Од моја лева страна сегаш почнувам со најавата Ангел Димитров, Организација на работодавачи. Добро вечер. Добро вечер. Од мојата десна страна Дарко Лазаров, универзитетски професор. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Нова празно столче, во секој момент го очекуваме. Ромео Костадинов од Сојуз на стопански комори, од оправдани причини малку доцни, но ние сакавме навреме да стартуваме анализата, па во секој момент го очекуваме да ни се приклучи во студиото. Неколку работи забележав, како вовед сакав да направам околу новиот гувернер, но сега попладнево ги догледав последните нови податоци на Завод за статистика околу инфлацијата. Таман мислевме дека малку се стабилизираше. Сакам малку да прокоментирам и од аспект на веќе најавениот ребаланс на буџетот. Да додам со еден кус податок денешен во мај годинава во споредба со истиот месец лани 3,3% е зголемена. Кај храната, она што е нели најголем учинок, најголем удел во нашето секојдневие и потрошувачката кошница, мај-април за 4,1%. Се некако од почетокот на годинава 2,5, 2,7, некако под 3% се држеше инфлацијата. Повторно ги гледаме овие проценти. Ајде Димитров, со вас имаме ли причина за загриженост со ваквите бројки? Прво, како статистика да прокоментираме? Не, јас не би рекол дека е причина за загриженост. Нормално е држави на ваков степен на развој како што е нашата, секоја влада да се обидува да го зголеми економскиот раст, но тоа од друга страна предизвикува веднаш некои можности за поголема инфлација. И дури еден мој професор по монетарна економија велеше, ако таа инфлација е контролирана, да не излезе од контрола, тоа може во некој краток период дури да биде добро за развојот. Зошто тоа се случува? Па затоа што вие без инвестиции немате развој. Ако ја гледате првите 3 месеци, главниот фактор за добриот развој од 3% е зголемите инвестиции. 18% се поголеми него истиот период лани. Тоа значи дека ако имате инвестиции, вие фрлате пари. Дали е тоа инфраструктурни објекти, дали е некои други инвестиции, во секој случај мора да имате поголемо трошење. Секој зголемено трошење, тоа значи на пазарот имате зголемено поборување за стоки и за услуги и цените идат. Но пак ќе кажам, ако сето тоа е контролирано, тоа воопшто не е страшно за една држава. Но велите ако е, сега моето прашање беше со овие 3,3% инфлација во ситуација кога ние допред еден месец имавме административни мерки нели околу трговците, маржи ограничени, замрзнати цени и повторно овие проценти на инфлација се враќаат. Ја пробувам со речник за да не разберат граѓаните. Ова го прашувам бидејќи ако ги прашаме граѓаните, а ги прашуваме секојдневно, навистина и ние пазариме цените навистина се зголемени во изминатиот месец. Нема да го кажам бренд кафе кој го купував, еден бренд да не го споменувам, 76-75 денари 100 грама, 99 денари. Тоа воопшто вака и процентуално не е малку, 20 до 25% разлика во цена. Видите, тука трговците сигурно дека користат одредена положба на краткорочно, ако видат дека има зголемена побарувачка и се обидуваат, бидејќи тие се нели профитабилни фирми, се обидуваат тоа веднаш да го искористат на пазарот со зголемување на цените. Сега донесовме закон за фер конкуренција или против трговски практики и тој закон се надевам дека ќе почне да заживее, затоа што го имплементира и го контролира една институција која нема капацитети. Друго е да беше пазарни инспекторат, тој имаше доволно инспектори и искуство. Оваа институција нема, сега има вработено, треба тие да се обучат, но од друга страна јас се мислев зошто и во другите држави, значи антимонополската комисија е таа која го контролира овој закон, не го контролира други државни органи. И на крајот знаете што заклучив, зошто антимонополска позиција? Затоа што согласно тие устави и нашиот устав, државата не смее да се меша во пазарот, во пазарно стопанство. Таа може да се меша само ако имаме војна ситуација или ако има огромни нарушувања на пазарот.
едни од тие нарушувања се ако има монополска позиција и некој сака да искористи. И баш поради тоа, за да биде согласно уставот овој закон, антимонополска комисија таа што го контролира. Да. Ајде вие и ако може од некоја поедноставна професорска точка да објасниме ова што ни се случува, првото полугодие заврши околу инфлацијата. Вака, ако погледнеме новите податоци за мај 3,3%, ја споредиме со предходните 4 месеци од јануари до заклучно со април, ќе видиме дека овај процент на 3,3% е понисок од просекот на првите 4 месеци, кој некаде околу помалку од 4%. Ако ги споредиме со последните 2 месеци, март и април, е значително, односно, се извинувам, незначително, многу мало зголемување од некаде 0,6-0,7% поени. Добро. Стапката на инфлација март и април беше некаде околу 2,6-2,7%, сега е 3,3%. Во контекст на дискусијата и прашањето ваше во делот на животниот стандард на граѓаните, тој се мери како однос помеѓу стапката на растот на номиналната плата и стапката на инфлација. Добро. И доаѓаме до стапката на реален раст на платите. И ако ги погледнеме тенденциите во првите 3 месеци од годината, стапката на раст на номиналните плати, на просечната плата во државата е некаде околу 10%. И ако тоа го нивелираме со стапката на инфлација, би дошло некаде реално зголемување на платите од некои 5-6%, што значи дека имаме значително зголемување ако го споредиме со, например, стапката на раст на платите во Европската унија во истиот период, тоа е некаде околу 4%. Ние имаме некаде над 6% зголемување на пак повторно на реалните плати во државата. А тие се добиваат кога од номиналните, од растот на номиналните ќе одземеме стапката на инфлација, што значи дека имаме зголемување на животниот стандард во овие, да речам, ако конкретно гледаме за овие 4-5 месеци од 2025 година. Ако не слушаат вака гледачите, ќе мислат дека нешто дека во оваа емисија тие се бројките, Анета. Тоа се бројките кои не одразуваат реалноста. Вие велите стапката на раст на платите е поголема од стапката на раст на платите во Европска унија, ми споредивте. Во овие 4-5 месеци од годината. Ама какви се платите кај нас прво треба да прашаме, па Тоа потоа да ги прашање, друго прашање. Ама не, тоа е суштинското Така прашање. Вие може да имате плата од 15.000 динари и таа да се зборими 20%. Во економијата... Да кажеме добро вечер за Ромео Костадинов, добро вечер. И ви благодарам што ни се приклучивте. Ние почнавме емисијата, но еве веќе сме се уште на првото прашање. Уште еднаш, да. Да, кажав од оправдани причини, нема проблем. Само ако може, во економијата има еден поим кој се вика конвергенција, така. Приближување на животниот стандард на Македонија кон животниот стандард на Европската унија. Единствен начин да се приближи животниот стандард на нашите граѓани со животниот стандард на граѓаните во Европската унија, ние да растеме со повисоки стапки на економски раст и стапките на раст на платите да бидат повисоки од стапките на раст на платите во земјите од Европската унија. Што значи дека секој раст на економијата и секој раст на платите кој е повисок од стапките на раст на економијата на Европската унија и стапките на раст на платите во Европската унија значи приближување. Колку е тоа брзо, тоа е веќе друга дилема и друго прашање, за тоа можеме дополнително во текот на емисијата да разговараме. Еден од клучните проблеми на македонската економија е тоа што не може да испорача значително повисоки стапки на економски раст во предходните 34 години од независноста на Македонија визави стапките на економски раст на земјите од Европската унија. Она што е многу битно да разбереме е дека она што е многу битно да разбереме е дека животниот стандард на една земја не се гради во период од 1, 2, 3, 5 години. Тој се гради во период од 10, 20, 30, 50 години. Животниот стандард и платите на Европската унија не се такви какви што се заради добрите или лошите политики на земјите од Европската унија во последните година, 2, 3 или 5, туку заради резултатот од добри политики и стапки на раз во последните 30, 50, 70 години. Така е, добро. Ќе не влеземе во суштина, значи ние изолирано сега ја коментираме инфлацијава бидејќи последниве бројки, но секако таа е детерминирана и од внатрешни, од надворешни фактори, од владини политики, од монетарна политика и така натаму.
Костадинов, ја коментираме инфлацијата, излегува новите податоци мајски, мај годинава мај лани 3,3%, кај храната само мај-април 4,1%. Еве вака, сега прашувам, бидејќи доаѓате од Сојуз на комори, кој што беше изложен изминатиот период, нели, нова антимонополска управа, агенција, нели, со помени околу наоди за здружување околу цените. Денеска министерот Дурмишеве, и тоа ќе го кажам, вели нема драстични ценовни скокови, утре се очекува некој извештај од спроведени контроли во маркети. Еве околу инфлацијата. Значи, стапката на инфлација очекувана во овој период, затоа што имаме покачување на платите. Ние да не се залажуваме, кога имаме поголема маса на пари во оптек, инфлацијата е нормална појава. Само тој не е Така да фактор. тоа беше за очекувано, да. Да. За инфлацијата основен фактор е масата на пари. Паричната маса не е битно од каде доаѓаат и кој ги троши. Обемот на паричната маса е зголемен. Така да инфлацијата беше очекувана. Добро е што во овие граници се наоѓа. Добро е што е контролирана. Добро. Можеше да биде поголема. Ние искрено очекувавме поголема инфлација. Нашите предвидувања беа дека ќе бидат над 6%. Значи, во овој случај, оваа инфлациона стапка е одлична. За овој македонски раст, за овој развој, нели, колку што е прикажан, во моменталната официјална статистика, ние согласуваме со бројките, секако дека тие се, предпоставувам, детално испитани, исцрпени, меѓутоа, инфлацијата како инфлација во моментов е очекувана и е на некој начин нормална појава во оваа фаза, во оваа година на македонската економија. Со овие растови, на нашто она што ни фали, моменталното, нели, инвестирање, дезинвестирање, тоа што ние како Сојуз за стопански комори со анализите бевме вклучени под едно регулаторно тело кое што најде одредени заклучоци, не во форма на тоа дека ние сме направиле нешто штетно против тоа, но на низа на несреќни околности кои што во делот на давањето на изјавите помеѓу персоналот кој што учествувал, не учествувал, се најдовме на острицата на регулативата, но тоа е законот. Ние мора да го почитуваме. Значи, оние информации кои што се појавија во јавност и она што беше заочекувано, воопшто не требаше да биде пандан на некоја истрага или на некоја, да не кажам, поголема операција која што се извршуваше тој период, но регулативата е таа, регулаторното тело процени, ние веруваме во наодите на регулаторно тело и тоа е факт кој што не можеме да го пренебрегнеме. Но инфлацијата како инфлација останува, без оглед дали ние сме или не сме во некој дел или сегмент учесници во некоја наводна, да не кажам таму. Ги споменуваме само платите, веројатно голем дел од граѓаните кои живеат нели со просечна плата и тука со некоја минимална плата би биле љути на целата ова, би се лутеле на овие наши тези, бидејќи 1000 денари пред 2 години, не многу подалеку, и сега имаат сосема различна вредност и треба некако да им објасниме на граѓаните како да платат 500 денари килограм сирење и 100 денари 100 грама кафе, поскапени хигиенски средства, како се велат, значи буквално навистина се е поскапено. Ако, ево, да не мудруваме многу, само да ги земеме примерите на земјите од поранешниот Советски сојуз и овој околината кои се влегување во Европска унија. Значи, вие мислите дека тие се доближија до европскиот стандард само со платите и со стандардо, а не и со цените? Не е така, значи секој раст изголемува, носи и раст на инфлацијата. Значи, не може толку која државата да и не сака да го толку контролира растот за да не предизвика инфлација ако стане со стапки на раст од 1-2%. Затоа и свесно се некојаш иде похрабро и со монетарната и со фискалната политика, значи дефицитот се зголемува, се трошат туги капитали за да се доближиш до нив. Ево да речем пример е Бугарија. Порано ние идевме во Бугарија за ефтини ручек и купуваме ефтино, сега бугарите доаѓаат во Македонија и купуваат ефтино затоа што ни стана поскапо. Тие сега номинално имаат повисоки плати од нас. Ама и цените отидоа, така да и цените кидат. Инаку ова што Преска Лазаров кажа колку време ќе ни треба, пред да дојдем на емисија направи една математика. Значи под предпоставка е последниот наш раст 3%, да растеме 3%, Европа да расте со 1,1%, ќе ни треба 45 години да се изедначиме со просекот на Европа по стандард. Значи не може преку ноќ ние да се изедначиме. Ама тоа во исто време ние ќе имаме 1500 евра плата, ама цените нема да бидат како сегашните цени. Не така, може само да се надополна во контекст на ова конвергенцијата во делот на животниот стандард. Податоците покажуваат дека согласно
бруто домашен производ по глава на жител, пресметнат по методологија на паритет на куповна моќ, ние сме некаде околу 40% од животниот стандард на Европската унија, земено GDP согласно цените. 40 сме качени околу 30-35%. Сега сме 41 или 42. Да. Од аспект на бруто домашен производ по глава на жител, сметан по номинални тековни цени, ние сме 4,5 пати на пониско ниво БДП пер капита по номинални цени. Добро. И тоа е тоа што го кажуваше господинот Ангелов во делот на споредба на бруто домашниот производ со цените, односно со животниот стандард, и затоа во текот на првиот дел од емисијата започнав со компарација на инфлацијата со стапката на раст на платите. Она што е најбитно, пак ќе повторам, да растат реалните плати во економијата. Номиналните плати, растот на номиналните плати да биде повисок од растот на инфлацијата. Само на тој начин можеме да го подобриме животниот стандард на македонските граѓани. И само уште една, ако ми дозволите, уште една секунда во делот на она временскиот период на доближување до животниот стандард на Европската унија, има во економијата едно правило 70. Од таму произлегува и пресметката, за тоа колку време ни се потребни да го стигнеме животниот стандард на Европската унија. Само за вашите гледачи како една илустрација, ако бројот 70 го поделите со просечните стапки на економски раст, добивате потребно време за да го дуплирате вашиот GDP. Нашиот бруто домашен производ по глава на жител по номинални тековни цени е околу $6,800. На Европската унија е 4,5 пати повисок од нас. Сега, зошто се битни стапките на економски раст? Еве една илустрација. Ако бројот 70 го поделите со 3%, тоа е просечната стапка еве во последните неколку квартали, ќе добиеме дека е потребно околу 24 години да го дуплираме нашиот GDP. Ако растеме место 3 со 5% стапки на економски раст, ако бројот 70 го поделиме со 5, ќе добиеме дека ни се потребни многу помалку години за да го дуплираме, околу 13-14 години ќе бидат потребни за да покажем не дупло. Така е. 4 пати во однос на стапката. Од таму доаѓа само како објаснување од кај доаѓа потребното време за да стигнеме на нивото на бруто домашен производ. Ајде да одиме нешто вака поконкретно, сакам околу инфлацијава, веројатно ќе видиме, засега министерката вели дека се прават за финансии анализи, бидејќи во текен или се црта ребалансот. Првичните, мислам дека во сегашниот буџет е проектирана инфлацијата на 2,2%. Не кажа дека ќе има некоја корекција, но ајде ќе видиме. Сакам да ја прокоментирам изјавата да ја прокоментираме на премиерот Христијан Мицкоски. Таа изјава првично беше дадена пред неколку дена, повторно вчера, мислам, на настан партиски со Унија на млади сили, а повтори Македонија со 3,2% раст на GDP е четврта земја во Европа. Математички, компаративно може би ова е така, но еве да прокоментираме изјавата. Видите, политичарите знаат да ги коментираат статистичките податоци. Во суштина, факт е ова што веклите вие, во тој момент објавените податоци на државите, ние сме четврти по раст, по висината на економскиот раст, гледано од првиот квартал на 25. И тоа сигурно дека и да е точно математички, на долг рок не ни кажува многу, барем да биде на крајот на годината така, веќе ќе бидеме задоволни, бидејќи само еден квартал може да бидат сезонски податоци така натаму. Факт е дека тој раст е најмногу диктиран од големите инфраструктурни проекти и факт е дека колку и тие да се промашени и да се лоши, барем во времето на градење ќе допринесуваат за растот на економијата. Сигурно. Прашањето е во што треба ние да вложуваме, бидејќи знаете, ако вложувате само во некоја улица и патче, тој ќе помага на растот додека се гради. После тоа граѓаните нема да се ги прелеат чевлите, ама нема економски раст друг. Но ако вие, да речеме, вложувате во еден хидросистем, кај што немате сега брана, и го користите и за струја и за наводнување, па земјоделците ќе имат поголеми приноси, па ќе произведат повеќе, па ќе земате повеќе пари, повеќе даноци, тогаш стапката на раст е многу поинаква. Така да, јас се надевам дека нашата држава во иднина многу повеќе ќе прави feasibility студии која вложува во инфраструктурата. Нас ни треба таа, па макар и стапка на заложено да зголемиме, но да вложуваме во објекти кои барем дел од парите ќе се ги враќаат во текот на користење. Да, имам, и за домашни и за странски инвестиции, 3,2%. Навистина оваа изјава беше на удар на јавноста, например коментар дека подобри сме од
Може би Данска сега не ги видов. Видите, Шведска. Ајде, јас ќе се обидам. Не зборувам дали овие проценти кога навистина се бори економијата и граѓанството, дали навистина ја осликуваат реалната состојба дека ние во моментов со оваа стапка можеме да кажеме дека сме лидери во Европа, како да кажеме, економски лидери. Она што економската теорија кажува и теоријата на растот е дека треба стапките на раст да ги споредувате со земји кои се на приближно исто ниво од вашиот развој. Зошто пак доаѓаме до моментот на конвергенцијата, а тоа е дека високо развиените земји, бидејќи веќе најголем дел од своите ресурси ги има ставено во функција, тешко може да остваруваат повисоки стапки на раст, за разлика од помалку развиените земји каде што има простор и во делот на работна сила и во делот на капитал и така натаму. Меѓутоа, ако ги гледаме бројките, не само во првиот квартал од 2025 година, јас ќе се вратам на предходните 3 квартали. Од третиот квартал 2024 од кога е практично новата влада до првиот квартал 2025 година. Тоа се три квартали во кои што веќе растиме со стапки на раст повисоки од 3%. Значи 3 квартали веќе имаме стапки на раст од 3%. Ако ги споредиме со стапката на раст, просечната стапка на раст во предходните 3 квартали, од четвртиот квартал 2023 до вториот квартал 2024 на предходната влада условно кажано, ќе видиме дека тој расте некаде околу 1,5%. Значи двојно е зголемувањето на стапката на економски раст во предходните 3 квартали во однос на периодот претходно. И на купниот период од независност од сега. Тоа е едниот момент. Вториот момент во контекст на Европската унија, ние знаеме дека Европската унија е наш сериозен економски и трговски партнер и дека еден дел од нашиот раст зависи од растот на Европската унија. Во услови кога Европската унија има сериозни проблеми, стапката на раст до сега од објавените официјални податоци на Евростат е некаде 0,4-0,5%, овие 3% не се толку лоши, се охрабрувачки и се позитивен сигнал дека во наредниот период можеме да фатиме некој чекор со кој што ќе го забрзаме, таа развојна динамика на државата. Она што за нас е битно и за мене како економист и во контекст на она што и мојот соговорник го збореше, каков е економскиот модел, кои се факторите и кои се движечките мотори на растот на македонската економија. Да, околу тоа преку ребалансот ќе го видиме. Знаете, направивте паралела 3 квартали со 3, но секако можеби тоа треба да се направи и паралела на економските услови и амбиентот во кои се испорачуваат стапки, дали 1%, дали 3%. 2023-та, мислам, веќе војната со Украина, Русија, енергетска криза со газ, пост-ковид и така натаму, сакам да речам дека вака како голи бројки навистина е таков трендот и такви се бројките, но сепак треба веројатно да се земе вкупниот економски амбиент во кој се очекува можеби да се испорача некоја позначена стапка на раст. Не е сега многу подобар од тогаш, војната во Украина се уште трае, не се гледа крајот, во Европа паѓа растот као наш најголем търговски партнер, но пак ќе кажам, главно се должи на зголемите инвестиции во инфраструктурата и вкупни зголемен раст на финалната потрошува. Да, ќе ги прокоментираме, ги извадив. Костадинов? Јас би се спомнал дека стапката на раст е добра, што е во покачување, но е премногу мала за македонската економија. Стапката е точна, но таа стапка не значи ништо како предност пред другите економии. Само ќе споменеме еден параметар кој што сите ќе го разбереме. Романија во времето на Чаушеску имаше најголема стапка на раст во Европа, па и во светот. Во врвот на светот. Романија крахираше економски. Пропадна. Зошто? Затоа што стапка на раст е многу едноставно да се пресмета. Ако имате една фабрика, до години изградите 2, стапка на раст ви е 100%. Вие сте први во светот, а имате само 2 фабрики. Значи, во суштина, добро е што е 3%. Имате 100 фабрики, ќе имате една да градувате плюс, на вистина кој што ќе значи многу голем прогрес, имате 0,некој% од така да таа е релативна, но добро е што за македонската економија ова одлична стапка на раст, да бидеме реални. Ние економски сме многу слаба економија. Реално кажано, во светски рамки, во европски рамки, па и на Балканот гледано, тешко дека сме конкурентна економија, тешко дека можеме да се носиме со светските пазарни економии, но тоа не значи дека ние треба да застанеме. Оваа стапка на раст нуди надеж дека ние се уште имаме поле за работа. Прво, Македонија е инфраструктурно слаба. Кога ние тие би ги реализирале структурни инвестиции, ќе имаме уште поголема стапка на раст. Ако тие структурни инвестиции, како што кажа моите соговорници, бидат насочени кон иницијална развојот
на други економски центри како инкубатори на развојот, тогаш ние сме го постигнале она што е очекувано, животен стандард, поголема економија. Самата стапка на раст е одлична работа, но таа е подстрек за да работиме повеќе. Да, веројатно сите видовте структурата на стапката на раст, таму двигателот е, бидејќи Димитров спомнавте инвестиции, таму како двигател Бруто е... инвестициите се 18% зголемени. Да, ама и јавната потрошувачка, зборувам и И приватната јавната потрошувачка има да. пари во оптек, да, така и она влие и градежништво 7, нешто градежништво. Ги споменавте еве инвестициите како двигател. Меѓутоа инвестициите, еден коментар, се уште се во делот на релативното учество на бруто инвестициите во бруто домашниот производ се уште на некое ниско ниво во однос на она што треба да биде согласно нашето ниво на економски за да се раст. почувствува уделот, зборуваме. Така тука ја не гледам предизвик таму, тоа е окей, значи мора без раст на инвестиции нема развој, тоа е факт. Проблемот гледам со странското задолжување и со тоа каматните плаќања ќе ни растат доста. Ние имаме скромен буџет, процентот на камати што ги плаќаме за тие кредити ќе ни носи голем дел од тој буџет, наместо да го вложуваме, да речем, во социјала, во здравство и образование, ќе мора да плаќаме високи камати. Така да значи нема бесплатни пари, тие пари што ги зимаме сега да градиме нешто, ќе мора да плаќаме камати во иднина. Сега затоа треба да видиме каде ќе ги вложиме за може тие пари да се оплодат. Ако не се оплодат, ако само правиме патчиња по општините, нема многу оплодот. Да, сега ако ми дозволите, јас сакам прашање да поставам околу унгарскиот кредит и британскиот, сакам во вториот дел да поразговараме. Коментар сакам еве со Костадинов да почнам во овој дел. Јас ќе ги прочитам податоците. Капитални расходи, јас навистина вие велите удел имаат во сето тоа, јавните се овие инвестиции. До трети овој месец, значи прво полугодие од годинава, реализација 22,6%. За 6 месеци. Ја ваков процент до сега немам прочитано. Министерката вели дека ова е одраз на реални инвестиции, не на административно запишување, но веројатно тие 770 милиони евра јавни инвестиции кои стојат горе на табелата и во буџетот, тоа се реални и не се административни. Без разлика, сакам да кажам, тие се забележани како апсолутна сума која што треба да се потроши. Од таа апсолутна сума, или не, тоа е прашање. од таа апсолутна сума заклучно со првото полугодие и плюс уште 3 дена 22,6%. Странски инвестиции, најнов податок е од вчера, во прв квартал годинава СД 136 милиони евра, 50% помалку во однос на лани истиот квартал. Да, меѓутоа Сега некако не знам дали како да овие бројки да ги клопиме во сликата во моментот. Точно се податоците, тоа се однесува на реално направени инвестиции, не инвестиции во тек, инвестиции кои што се планирани, значи на парични средства кои што се веќе ангажирани за изработка на тие инвестиции, тоа се за правење на инвестициите. Така да ова е реална ставка и ние не очекуваме да биде многу поголема. Па Костадинов, тогаш дали е реално, дали се реални овие 770 милиони евра, тогаш се поставува прашањето. Значи ние ако сакаме, зошто сме ги запишале? Ако сакаме да кажуваме статистика дека парите ни се потрошени и употребени, тогаш ние можеме тоа многу лесно да го направиме. Реалните инвестиции се одраз на реалното вложување. Во овој момент во Македонија за жал се уште квартално не можат тие податоци да излезат на виделина. Тоа ќе се појави негде во септември, кога веќе циклусот од овие градежни работи, од оние сите, да речеме, инвестициски вложувања ќе дадат резултат. Сега ние џабе зборуваме. Ние сега се уште влечеме опашки од ланските години кога немавме реални инвестиции, кога тие капитални инвестиции воопшто не се извршува, беа негативни. Велите 22%. 22% во овој прв квартал, одлична бројка. Не квартал, полугодие. Не, до полугодие ви зборувам. Полугодие не може да биде, јуни не е завршен. Немате податоци, она што го кажувате е сигурно негде до март месец. Не, добро, до 3 јуни сакам да речам 5 месеци и 3 дена сега како доаѓа. Без разлика, да се согласиме дека некој полугодишен период, меѓутоа сепак нели првите инвестиции, она вложувања направени во првиот полугодишен период, тек после септември може да се согледа. Тоа е точно, ама постои и предизвик со институциите. Значи сите мислам ќе се согласиме дека главен проблем со реализацијата на нашите капитални инвестиции е слабите институции. Значи ние сето тоа бара
денационализација, откуп на земјиште, проекти, планови, дозволи, Министерство за транспорт, локални самоуправи и тие работи се толку сложени и нашата администрација ако не си ја направиме ефикасна, да може тие работи што побрзо да ги решава, а ние колку и да сакаме, колку и да ни се големи желбите, пак бројките ќе ни бидат мали. Добро. Ако ми дозволите, неколку коментари. Прво, ако ги гледаме бруто инвестициите, тие се збир на јавните инвестиции и на приватните инвестиции. Во делот на јавните инвестиции се инвестициите на државата преку буџетот, капиталните инвестиции, инвестициите на локалните самоуправи, односно на општините. Мислам дека тука и затоа во бруто инвестициите има изголемување, она што го искоментиравме претходно, затоа што има забрзување на таа динамика на реализација на јавните инвестиции на локално ниво преку унгарскиот кредит и тоа има инвестициите влегуваат и на приватниот сектор и на семејствата, и на граѓаните што вложуваат. Да, приватен сектор се и граѓаните. Приватен сектор се и добро, граѓаните. сега не знам удел од колку е на граѓанството. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент кој сакам да го искоментирам од делот на странските директни инвестиции, бидејќи го споредивте со првиот квартал ланската година, сите знаеме дека лани имавме историски најголемо ниво на странски директни инвестиции. Ако споредите со прв квартал 2023 и прв квартал 2022 година, ќе видите дека нивото на странските директни инвестиции во овој квартал се исти на нивото на странските инвестиции од тие 2 години. Квартал со квартал сега. Од претходната година. Да, ама збориме дека претходната година основата со која се споредуваме е прилично многу висока. Меѓутоа, она што мене ми е многу важно како економист е делот на структурата на инвестициите. И кај јавниот сектор, меѓутоа и кај приватниот сектор. Зошто го говорам во ова? Затоа што ако погледнете структурата на инвестициите во Македонија, повеќе од 70%, 75% од прилика е инвестиции во ниско и високо градба. Ние немаме инвестиции во опрема, во машини, во производни линии, во технологија. Сите знаеме дека тоа ја зголемува продуктивноста на една економија. Тоа е едниот момент. Вториот момент што исто така е многу важен, а многу малку се дискутира во јавноста, е како инвестициите во прва фаза ќе влијат врз бруто домашниот производ, односно врз економијата. Од една страна влијат позитивно преку градежништвото и поврзани сектори, во прва фаза, меѓутоа од друга страна да не заборајме дека ние сме увозно зависни технолошки и капитално. Така. Ние, например, во делот на набавка на машини и опрема, во делот на странски директни инвестиции, да, тие влегуваат во Македонија, меѓутоа влегуваат во форма на опрема и машини кои што странските компании ги увезуваат од некои земји каде што се произведуваат тие машини и опрема. И уште еден коментар, во делот на капиталните инвестиции во градежништвото. Ние со овој инвестициски бум, кој се најавува 4, 5, 6 милиарди евра, ние треба да имаме во предвид дека во наредните 4-5 години градежните компании, особено во ниско градба, бидејќи таму ќе бидат сконцентрирани, треба да увезуваат машини, треба да увезуваат транспортни средства и така натаму со кои ќе треба да се така да на платниот биланс ќе имаме негативни импликации. Меѓутоа, и кај машините уште само една секунда, што е битно кај машините? Кај машините опремата во делот на инвестициите е битно дека тие еднократно влегуваат негативно како увоз, а наредните 10, 15 или 20 години повеќе кратно се извезуваат низ призмата на производите. Така да во тој сегмент треба да имаме еден баланс во делот на развивање на економијата и во делот на тој технолошки развој на економијата. Моето прашање беше кога зборувавме за јавните инвестиции и за Костадинов и за Димитров, прашањето е каде се оние пари 100 милиони евра, 70 милиони евра колку беа како прва транша не, зборувам кога ги ослободија со ребаланс на буџетот за локална самоуправа во календарската 2024, нели лани обезбедија со ребаланс 100 милиони евра. Потоа следуваше траншата, сега зборувам за општините, уште 250 милиони евра. 250 милиони евра влегуваат и тие инвестиции, нели, за приватен сектор. Зошто се уште не ги читаме тие брои, приватниот сектор не е во тие капитални. Оперативно премногу е мал периодот за да може да се добијат резултатите од таа инвестиција. Ова не е вложување во пари во општа потрошувачка, значи сепак инвестициите се реално направени, меѓутоа ефектот од нив е малку покасно. Дефинитивно ова се премалку. Вие ако се сеќавате, унгарскиот кредит беше функционален дури во март. Иако се најавуваше 2024 година. Тек во март почна да протекуваат првите средства за инвестиции од него.
Значи март, април, мај, јуни вие не очекувате дека нешто многу може да се направи од тоа. Но сепак има придвижување на економијата. Статистиката го покажа тоа како проблем, како бројка. Проблемот е што ние немаме структурна ориентација да ги решиме проблемите кои што се предизвик пред нашата економија. Ние не можеме само да вложуваме во нешто што не дава резултат. А добро, сигурно имавте средба, нели, со министерката за финансии. Изложивте нешто структурно дека треба да се промени во буџетската политика. Еве, актуелната власт ја турка првата нивна целосна календарска економска година. Сега тропа на врата ребалансот. По структурата што ја видовме на буџетот, тој процентот и за плати, тој за социјала, здравство, функции на држава и капиталните инвестициски најголемо ниво досега 770-800 милиони евра. Структурна промени во структурната политика се препознавани. Кој да е министер за финансии ќе свати уште кога ќе седне на тоа вруќе столче дека најголемиот дел од парите кои идат као социјални трансфери се со закон загарантирани. Значи министерот не може да ги менува, мора да го дополни пензискиот фонд, мора да субвенционира инфраструктура во здравство, мора да дава социјална заштита, мора да ги плати каматите во странство. Значи на крајот кога сето тоа согласно закон ќе го поделите, на вас многу малку ви останува дискреционно право да кажете овие пари сега јас ќе ги вложам каде што мислам дека ќе се влада. Потогаш не е важно, значи кој министер за финансии принципот истите. Капитални инвестиции е добро што ево сега се спомнува барем железница, затоа што железница би требало нели да се земат пари од овие што ќе превезуваат туѓа стока, да речеме од Србија или од Европа спрема Грција, најверојатно ќе има поголем поврат на парите. Јас пак ќе кажам, и ако владата има храброст и Чебрен галиште да го гради со собствени пари, за мене е добра инвестиција. Таа е добра инвестиција затоа што има голем проблем во енергетиката, ние не можеме соларната енергија, струјата што ја произведуваме соларите да ја даваме у бесцење, а потоа да плаќаме 10-15 пати поскапа струја. Значи таа реверзибилна електрана би помогнала. Инаку Не, моето прашање беше за сите тројци, ќе најавам реклами. Се спрема ребалансот, дали препознавте и во актуелниот буџет сме го коментирале или што треба ново да се направи и дали воопшто има простор сега пред избори, структурно нешто, видливо некоја промена за да препознаеме дека имаме други политики. Димитро, вие велите кој министер да дојде, рацете му се врзани, касата е таа. Па сега имавме други ветувања ние пред избори. Најави за реформи имавме. Индустриализација на инвестиции. Да се подсетиме како беше пред смената на власт. Значи таму имавме најавени капитални инвестиции кои што не се извршија. Па имаше реализација до крај, ќе ве подсетам, 70% беше на крај. Не, за крај на година јас зборувам 70%. Ама исто ќе ве подсетам, 500 милиони евра заем од Унгарија, веднаш следниот ден по доаѓање на власт. И уште 100 милиони евра или колку беа во изден од домашни банки и осигурителни компании повлече државата. Значи немаше баш лош старт. Ама ние знаете како граѓани немаме трпение. Видите, ние ќе излезе премиерот ќе каже дека зима 500 милиони евра кредит од Унгарија и ние те оси свакиме дека од утре тие 500 милиони ќе влезе во економијата и ќе заживе. Не може тоа. Гледате, едва и половината од парите за бизнисот преку комерцијалните банки е поделено. Колку време помина од тогаш до сега? Или ќе излезе премиерот ќе каже 6 милиарди евра ќе земеме од Британија и ние мислиме тие 6 милиарди наеднаш. Прво, тие 6 милиарди нема да бидат преку една година. Второ, дел од тие пари ќе бидат вложени во инвестиции кои веќе се во буџетот. Значи не за нови инвестиции, дел од постоечки се проектирани. Тоа е најкритикувано. Тоа значи замена место да правиме евроврзница да земеме поскапи кредити, ние земеме од британскиот кредит со по камата. Ама не знаеме, вие знаете каматата на британскиот кредит? Ама ние скоро ништо не знаеме, само се држиме за тоа 6 милиарди. Додека видиме ние со какви услови, колку е грејс период, која е каматата, ништо не знаеме, во што ќе ги вложиме и што е најважно, кога ќе ги ефектуираме тие инвестиции, тогаш ќе го знаеме ефектот. До тогаш само ќе си кажуваме вака сите 6 милиарди, 6 милиарди. Си кажуваме, видете, Димитров, ние ќе ги враќаме тие пари, приватниот сектор, вие сите ние. Ама многу очекуваме дека тоа може преку ноќ, не може тоа преку ноќ да се инвестира. Значи, прво ние имаме ограничување со буџетскиот дефицит. Ние не можеме само да земеме странска акумулација и да си ја трошиме овде и да си одржаваме некој стапка на раст,
До кога тоа ќе направи? Не, ја прашувам дали тоа во До моментот кога се ние ќе случува, живееме тоа ми е туѓа моето помош ако прашање. нашата продуктивност не ја зголеме, ако не Добро. додатна вредност не имаме наша, ако младите си продолжат вака да си одат и компаниите останат без главниот фактор за развој, а тоа е хуманен капитал, и ако знаењето ни остане на ова ниво што го имаме сега од факултетите, како ние зборуваме за економија на знаење? Ние уште не сме ги решиле главните фактори наши на развој. Да, околу ребалансот ве молам дали повторно го поставам прашањето, се препознава или треба да се понуди нешто или се препознава нешто ново како економска Не, од политика? најавите за ребалансот ние немаме буквално никакви информации во која насока ќе бидат. Она што имаш информации, мислам од Министерката за финансија, дека оние проектирани капитални инвестиции, зборам од аспект на износ, односно вредност, нема да се намалуваат, односно нема да се кратат, туку ќе има некое преструктурирање и дел од овие најави за инвестиции со британскиот кредит дека ќе влезат во тековниот. Веќе планираните инвестиции. Планираните, што значи Да. дека ќе биде добар сигнал ако ние останеме на проектираните капитални инвестиции, зборам од аспект на вредност, а не влеземе во процес со ребалансот како што тоа низ за години наназад го правевме да ги намалуваме капиталните за сметка на тековните инвестиции. Особено во изборна година. Тековната потрошувачка. Тоа е едниот момент, другиот момент немаме. Пак ќе речам доволно информации врз база на кој можеме да говориме. Она што е битно за нас во контекст на она што го поставивте како прашање за преструктурирање на македонската економија, ја го гледам во две насоки. Едната насока е инвестиции во образование, во човечки капитал, во иновации, другиот е во индустриализација на македонската економија и зголемување на незината извозна конкурентност, дел преку нормално ефтини кредити или кредити по поволни услови, меѓутоа и дел преку одредени гранчеми преку кои што самите компании, особено извозно ориентираните компании, ќе можат да обезбедат доволно средства за технолошки развој, односно за инвестиции во опрема, машини и така натаму, бидејќи комбинацијата на човечки капитал, иновации и технологија е главната формула за зголемување на продуктивност и на конкурентноста на економијата. Меѓутоа, кога зборуваме тука за такви процеси, од другата страна треба да имаме и апсорбциона моќ и во делот на образованието за подобрување на квалитетот и на високото и на средното образование, меѓутоа и во делот на капацитетот на компаниите за технолошки да се трансформираат. Прашањето беше дали се препознава ова што го зборуваме сега и го анализираме и теоретски и од аспект на наука и на економска наука, дали го препознаваме во политиките? Тоа беше моето прашање. Значи конкретно имаме реално остварлив буџет. Ако се осврнеме наназад, ние носевме буџети кои што не беа остварливи. Значи ова е новата содржина која што не гледам дека ја препознаваме. Ма што е ново тоа? Тоа прашувам. Новината е во тоа што буџетот е одржлив и реален за остварување. Ние досега имавме буџети кои што стално беа ребалансирани и тоа позначено, беа префрлени од капиталните трансфери, средствата на социјалните трансфери, што не смее да се случи во една економија која што има силна желба да напредува. Значи овде во ова новото преструктурирање, со ова нови ребаланс што веќе е најавен, се очигледни дека ова е реално остварлив буџет. Податоците го кажуваат тоа. Намерата, не само едноставно кажување на бројките и искажување на бројките ова, туку намерата дека веќе имаме структурни, да не кажам сега се уште тој буџет не е јавно објавен, меѓутоа структурните промени кои што се најавени со буџетот, со овој ребаланс, укажуваат на тоа дека македонската економија гази со сигурни чекори напред во поглед на остварување на предвидените зацртани активности со буџетот. За разлика од минатото кога тоа никогаш не беше остварувано. Значи не се оди на преголеми цифри, не се оди на преголеми бројки, на преголеми очекувања, не се оди на стабилна, остварлива буџетска. Ајде ќе видиме, министерката рече нема да има зголемување, зборуваме како маса за трошење на пари. Па тука е фискална стратегија која ако се почитува не ни дава многу можности да ние сега со нови кредити ја зголемуваме фискалниот дефицит, бидејќи сами си поставивме задача да тој се сведе некаде на 3, па понатаму и на 2,7%. Ајде во вториот дел ќе поразговараме малку околу унгарскиот кредит и британскиот кој е веќе во најава. Правиме една кратка пауза за реклами и повторно се гледаме за кратко. Продолжуваме со емисијата. Да почнам, практично доаѓате сите исти репрезенти на здруженија на бизнеси на комори, еве прашањето за сите тројца. Димитров, со вас,
Кои се последните информации околу искористеноста на кредитната линија од унгарскиот кредит за компаниите? Располагате ли со некои сознанија? Имаше една транша, мислам втора, трета транша што беше пуштена од финансии преку Развојна банка. Имаше различни информации дека банките одобруваат, но нудат и комбинирана повисока камата, па дел од кредитот да е од унгарскиот кредит, дел од деловните банки, па кога ќе се искомбинира каматата, таа веќе не е таа 1, нешто, него е повисока за компаниите. Но се има некое чувство дека овие 250 милиони евра, јавноста како се уште да не знае каде се тие пари, каде завршија, кај кој тип на компании, ние имаме информации, да, секторски, кај кои компании, колку компании земале, но од почетната точка на амбициозно најавуван проект со историски невисока сума за бизнисот, сега како да ни фалат информации каде се овие пари, зашто За жал, кога немате вистинска и редовна информација, тогаш кружат дезинформации. И со сите работи, така и со ова. Значи, ние многу малку знаеме од тоа. Јас единствено од медиумите што слушам, некаде околу 175 или 6 милиона се од 250 искористени веќе од банките. Но знаете, тука често се менува изјавите. Најпрви се мислеше дека тие пари ќе видат, како што рече професор Лазаров, во опрема, во нова технологија која ќе ја зголеми продуктивност на компаниите. Па потоа дали се исплашивме дека ќе немаме доволно такви побарувања за кредити, па дозволивме да се градат и административни згради и све. Ние во Македонија имаме супер административни згради. Еден професор од Германија велеше ги споредуваше штипските фабрики за конфекција и бугарските. Велеше штипските се многу побави од бугарските, ама влезете внатре, ќе видите дека машините на кои што работат се многу позаостанати, не се технолошки со време. Значи, нема развој од ние фасади да правиме сега, но не знам, ако се остави само на банките, тие да ги условите права, тогаш се разбира банката прво ќе си огледа критериумот сигурно за наплата на средствата. Ризикот да биде најмал на компании кои има доерба, кои досега работеле добро, се покажале досега, имаат добра историја и банката тоа ќе огледа. Имате некои информации од организација на работодавачи, зема ли некои компании кредити? Ги вложија за обрт, не сум за нешто? јас, те имавме ни годишна конференција од нашите членки кои дојдоа таму, никој не се пофали дека земал, но сигурно дека е точна бројка да 175 милиона дека се реализирани тама работа. Но знаете, пак ќе кажам, ние кога рекоа 250 милиона за стопанство и мислиме од утре сите фирми ќе се полни со пари. Значи пак треба да има некои процедури, треба да, но главно е да се знае што се сака да се постигне со тие пари. И затоа мислам дека Македонската банка за поддршка развој требаше да има поголема удел во дефинирање на тие услови, или пак ние не ги знаеме условите, па сега вака нагаѓаме кои се главните услови за се земе тај кредит. Дали е само сигурноста на банката, помал ризик за враќање, или сакаме да стимулираме микро, мали компании кои сега заживуваат, прв пат се јавуваат на пазарот, кои немаат доволно капитал да гарантираат. Тука ние немаме бизнис ангели како што има во развиени држави, па имате добар проект, ево ви 1 милиарда, правите го проектот. Кај нас не постои тоа. Ние освен кредит од банка не може да се финансираш на друг начин. Да, Лазаров, некоја информација има ли? Добро, тие информации јас што ги имам е дека постои голем интерес право од компаниите, тоа покажува дека кредитот нели е поволен согласно пазарните услови во банкарскиот систем. И тие со сигурност ќе бидат реализирани. Јас имам информација од компании кои што се извозно ориентирани, кои што имаат земено дел од тие кредити, ги имаат инвестирано и во меѓу другото и во производни линии, што е добро, меѓутоа пак ќе речам, ќе се надоврзам на тоа дека можеби требаше тука да владата се држи да наменски средствата бидат насочени кон инвестиции само во опрема, во машини, во технологија, бидејќи тоа е она што на македонската економија е потребно во делот на раст на продуктивност и конкурентност, особено конкурентноста на меѓународните пазари. Меѓутоа тука треба да бидеме искрени да кажеме дека дури и тие 250 милиони евра се мал износ на системска поддршка што државата би требало да ја испорача према приватниот сектор ако сакаме придвижување позитивно и значително во делот на таа продуктивност. Ова е добра мерка дефинитивно за приватниот сектор, меѓутоа тука треба да размислуваме за паралелни
мерки, инструменти во делот на таа индустријска политика, особено да не го забораваме законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој што има и грант шема. 10-15 до 20% од инвестицијата се можност за поврат. Тие се тековни, нели, како да кажам, сегменти државата што ги турка секоја година, зборуваме преку тие актуелни закони. Ова беше адхок решение, зборувам инекција посериозна со унгарскиот кредит, инаку на располагање компаниите, веројатно има и други државни инструменти и начини како да дојдат Треба да има повеќе. Тоа беше мојата поента. Сакате да кажете. Особено пак ја повторам во делот на инвестиции во производни линии, во делот на инвестиции на технолошка трансформација на македонските компании, бидејќи едноставно и статистичките податоци на меѓународно ниво ни покажуваат дека нивото на технолошка подготвеност на нашите компании е значително помала од технолошката подготвеност на компаниите од Европската унија. Вие не можете, односно компаниите не може да се борат со тие системски дефекти, бидејќи на крајот на денот тоа се рефлектира преку ценовната конкурентност. Така да во таа насока мислам дека владата во наредниот период треба сериозно да размислува во таа насока. Стопанската комора на Македонија има дадено сериозен план и програма во делот на зголемување на конкурентноста на македонската економија и преку инструменти и конкретни мерки во делот на извозната конкурентност. Меѓутоа, она што треба да го правиме системски, кога зборуваме за компаниите, односно за приватниот сектор, е државата да помогне во делот на извозната промоција, бидејќи вие можете да ги подобрите перформансите производни технолошки, меѓутоа во исто време треба да ги пласирате тие производи на странските пазари. Постојат конкретни инструменти, примери на успешни брзорастечки земји каде што државата активно е вклучена во наоѓање на трговски партнери во делот на промоција на македонски на производите компании. Сега имате добра комуникација, мислам дека премиерот беше во сите комори, имаше состаноци со вас, веројатно и ова било тема на разговор. Костадинов, кај вас каква е ситуацијата околу искористеноста? Нашите информации говорат дека 2/3 од кредитот веќе се пласирани. Нашите членки имаат активни учества, имаат земано веќе дел од кредити, имаше и нереални очекувања од некои од членките кои што сакаат да земат да бидат учесници во тој колач, меѓутоа не ги исполнува условите. Иако се разлабавија, да не кажам, се отпуштија помалку оние рамките кои што беа потребни за добивање, меѓутоа мислам дека унгарскиот кредит веќе доволно е флексибилен за сите оние кои што имаа потреба да ги бараат паричните средства. Нормално, оној што очекуваше дека ќе добие парични средства без да исполнува одредени услови, тоа без да ги врати најубаво, ако може. Тоа веќе не е можно, да. Значи банките цврсто си следат нивната политика и тоа беше за очекување. Значи ако некој очекуваше дека ќе земе пари без да одговори на задачите од овие кредити, тогаш тоа е илузија. Ние имавме еден предлог, односно една визија која што сакавме да кажеме дека ако на Македонија постојано и фалат инвестиции, односно нови инвестиции, подстекнување и така натаму, банкарскиот сектор треба да биде промоторот на тие нови инвестиции. Значи мора да имаме некоја структура на кредитите. Значи секоја банка мора да биде стимулирана од државата преку Народната банка за да може да дава кредити во нови инвестиции, во придвижување на нови, значи зголемување. Во смисла е вака, еве зборуваме вака, ако банките повлекуваат кредити од Народна банка со 1,2% или 5%, не е битно која е стапката, значи да речеме една фиксна каматна стапка од 1,5%, оној кој што ќе има подобра структура на инвестиции од банките со задолжително исполнување на некоја квота, да добие кредити со помала каматна стапка од банките. Тоа се, како се вели, подстикнување кое што може да го придвижат стопанството напред. Значи ние мораме да зборуваме за ефективни инвестиции, да зборуваме за инвестиции кои што се потенцирани и иницирани од давателите на тие парични средства. Македонските банки имаат пари. Да, тие треба да бидат наградени за нивниот пласман. Ние да не очекуваме со мали структурни реформи или со овие оние замачкување или фасади правење и така натаму на нашата економска политика дека ќе одиме напред. Не. На Македонија е неопходно потребно мотив кој што го поседуваат како банкарски потенцијал имателите на инвестиционите средства. Да, сега исто со вас овој круг, веќе сме кај унгарскиот кредит, пак да повториме, во најава и британскиот 6 милиарди, сите доаѓаат од приватен сектор, во моментов сме во приватен сектор, тоа сме ние што треба да го полниме буџетот за да се отплаќаат овие заеми. Простата едноставна математика вели дека сите овие земени пари треба нели да се дуплираат, па и да остане нешто за
Не мора да се економијата. дуплира, доволно да За да може да ги емитираат пари за да вратиме. ги враќаме кредитите. Сакам да речам, Бидејќи во секој смисла да взимаме можеме да ги вратиме секој и взимаме нови камата кредити да да ги платиме. вратиме старите кредити. Да. И тоа е добро единствено ако се зема со поволна камата, инаку за мене тоа не е добро решение. Цело време зборуваме за за сите фактори за развој. За физички капитал и да внесете нова технологија од надвор, бидејќи ние немаме доволно наши иновации, ние многу малку вложуваме во наука и истражување као држава и јавниот сектор, и факултетите и приватниот сектор, тоа може да се купи. Може да купите современа технологија. Но видите што се случува во нашите болници. Стојат апарати, покриени, купени скапи апарати, немаме доктори специализирани кои ги читаат, кои ќе управуваат со тие апарати. Значи тука не го спомнавме хуманиот капитал, фактички знаењето кое ни фали. Нас ни фали многу квалификуван кадар со реално знаење, диплома која тврди дека има знаење, не само диплома која сум ја земали после ќе возам камион. Третата работа што е уште поважна која не ја спомнавме, фактички таа е четврта, е социјалниот капитал, а тоа се институциите. Вие не може да очекувате брз економски развој со лоши институции кои не може да ви обезбедат на вас владење на право, кои не може да намалат корупцијата, кои се неефикасни, кои постапките траат со 3-4 години, дали е тоа управен суд, дали е не знам која институција. Сето тоа ги ствара тие лоши услови за стопнисување кои на еден начин ги демотивираат и добрите компании да влезат храбро во нови инвестиции. Значи, ние имавме компании кои произлегува од бившиот систем југословенски, кои се преструктурира и фала Богу и се уште има, живеат нив, но малку од нив покажуваат интерес да ја зголемат обемот на производство, да воведат нова технологија. Многу комплексна тема е ова. Тоа сакам да кажам, не е доволно само парите, некој ќе ви даде на вас сега анета 500.000 евра, ај вложи ги у бизнис, па после 3 години ви врати. Ќе ги земете ли 500.000 евра? Нема да ги земете ако немате идеја што ќе правите. Токму тоа е моето прашање, ве молам бидејќи сме при крај, дали ќе сведочиме на инвестициски бум со британскиот кредит, веројатно и тоа ќе биде кредит од кој што 2 милиарди некако веќе се најавија за железница. Ќе сведочиме ли? Големи пари се во прашање. Да се надоврзиме на дискусијата во делот на факторите на економски раст. Нема ве И молам, господинот знаете Ангел зошто? ги веќе ги нотираше дел од тие кои се исклучително важни. И во делот на технологија ги разговаравме заедно, и во делот на образование. Меѓутоа, ако вие немате сериозна инфраструктура, вие не може да се надевате дека ќе имате сериозен конкурентен приватен сектор. Зошто го говорам ова? За базна металургија, за металопреработувачка индустрија. Ние сме затворена економија. Нашата прва лука или прозорец е Солунското пристаниште. Ако вие немате брза пруга до Солунското пристаниште, тогаш цената на нашите производи ќе биде значително поголема. И во тој контекст, таквите капитални инвестиции во брза железничка пруга, капитални инвестиции во делот на обезбедување на енергетска независност. Видовме што ни се случи како економија во периодот на енергетската криза. Така да таквите проекти во делот на образование, во делот на подобрување на здравствената инфраструктура сериозно ќе придонесат за подобрување на конкурентноста на македонската економија и мора да веруваме затоа што тоа се наменски средства и наменски проекти, но она што мене лично ме загрижува врз база на нашето искуство, дел од тој го разговаравме, дали нашите институции и дали целата градежна оператива во Македонија има капацитет да испорача резултати, бидејќи ако вие го поделите тој кредит 6 милиарди евра на 5 години, тоа се некаде околу милиарда и повеќе од 1 милиарда капитални инвестиции. Ние зборуваме дека максималниот износ до сега беше 600-700 милиони. Да, кој тоа ќе го одработи и сработи, треба да го одработи точно. Да, и тоа е комплексна тема. Костадинов, завршуваме со вас околу британскиот кредит. Дефинитивно дека на Македонија се потребни тие парични средства, меѓутоа тој бум инвестициски мора да биде поддржан и од стопански бум. Без бум во стопанството, без пострек на нови инвестиции, без активирање на банкарскиот сектор и сите економски чинители во економијата, тешко дека ние ќе одиме напред. Инфраструктура како инфраструктура ќе ни биде за џабе, односно ќе ја користат нашите комшии за превоз низ нашата територија, ќе наплатуваме некоја мала камата и така натаму и така натаму. Ние тоа треба да го активираме како цел на развој, како подстик на развој. Значи да се развијат многу мали стопанства, тоа мора да биде поттикнато од нашиот домашен банкарски сектор. Инфраструктурата и капиталните инвестиции државата, стопанството преку банкарскиот сектор. Значи немојте да останеме пак да не фати во дремка и оваа промена.
Ова инфраструктура е одлична што ќе се направи, но не смееме да застанеме тука. Не смееме да играме на таа карта. Да, државата готово ќе ги пушти инвестициите, ние сега ќе живееме уште 100 години во сенка. Не. Значи на нас паралелно со ова ни треба стопански пострек, иницијатива кај младите предприемачи, за да тие влезат во стопанскиот систем. И иницијатива има тешко доаѓаат до парични средства. Знаат не можат да дојдат до инвестиција. Џабе е таа капитална пруга кога нашите фирми немаат доволно средства за да се активираат сите оние ресурси кои што се потребни за заживување на оваа наша економија. И се согласувам дека тука имаме повеќе детали, не само човечкиот фактор, науката и така натаму. Меѓутоа, ние мораме да овозможиме паралелно со овој инвестицијски бум во капиталните инвестиции во инфраструктурата и стопански бум. Да ги развиваме и да ги поддржиме малите бизниси кои што се за економијата на Македонија и текако битни. Дадовте некои проценки околу ребалансот, рече министерката, бидејќи пак тој ќе биде огледал нели на политиките до крајот на година. Јас споменав неколку пати, вие не, ова изборна година повторно ќе биде, па ќе видиме како ќе се распределат буџетските пари. Лазаров мислам добро кажа. Ако немаме зголемување на капитални инвестиции, барем да немаме намалување како што сме имали порано, и тоа ќе значи добар поттик. Но веројатно со оглед на парите кои се распределени нели на локално ниво, а локални избори ќе бидат, веројатно ќе очекуваме некоја позабрзана се динамика на реализација, можеби на овие јавни инвестиции во кои влегуваат и тие на локално ниво. Ви благодарам на сите тројца, Димитров, Лазаров, Костадинов, за учеството во 24 анлиза. Благодарам. Почитувани, овде ја одјавувам емисијата, следуваат вечерните вести, останете со нас. Пријатно.